оваа прва недела од Светата Четириесетница има име недела на православието. Таа е торжество големо на православието, зашто е победа над сите ереси. И го славиме таа победа на православието. Последниот Вселенски собор е седмиот Вселенски собор, кој го признаваат сите православни цркви, и дури скоро после 100 години од тој собор одржан се внесуваат торжествено иконите во црквата. Ете тој спомен денеска го празнуваме. Меѓутоа, бидејќи на Вселенските собори секогаш се правело потврда и на претходните собори кои се одржани, значи 6 претходи до 7, затоа ги спомнуваме и сите победи на православието кои се најторжествени на Вселенските собори. Затоа е толку свечен овај ден кој денеска го празнуваме, недела на православието. Нема да правиме можеби градација кои се денови најважни во црквата, секако неспоредлив Великден, ама можеби велам втор ден по таа градација би бил неделата на православието. Затоа што во суштина таа рекапитулација која ја правиме на победата на православието над сите ереси е во суштина за нас триумф православните. И затоа ја споменуваме и ја славиме оваа недела на православието секаде. Во сите православни цркви се слави најторжествено што може. Затоа правиме литија, што ќе направиме после пред крајот на богослужбата, и ќе го читаме синодиконот на православието. Тој синодикон на православието е читан во 842 година, кога торжествено за време на Константинополскиот патријарх Методи внесени се иконите после многу време во црквите. Затоа што дотогаш нашите православни цркви биле извадени иконите од нив. Или како што денеска личат протестантските цркви, без икони. Не можеме да бидеме некритични кон себе, православните. И тие допринеле доста за да се направи такво сваќање во иконоборечката таја криза, како се нарекува. Затоа што ме потсеќа на денешниве времења, христијаните кои биле суеверни, секогаш има суеверни христијани, немој да мислите дека само сега се. Гребеле малку од иконите и ги примале во себе како причест, со други зборови. И овие иконоборците велеле, нема нешто поважно од светата причест како може бојата од иконите да ја примаме, и почнала се борат против иконите, дека не треба иконите во црквата. И затоа и успеале едно време, значи долго време, немало икони во црквите. Меѓутоа, во 842 година, во време на Вселенскиот патријарх Методи, во црквата Света Софија, во Константинопол, Цариград денешен, се внесени на торжествен начин иконите повторно во црква,
и токму во оваа недела на православието. За таа прилика составен е синодиконот на православието, кој ќе го читаме на крајот од литургијата, после литијата, и од тогаш до денес тој синодикон се чита во православните цркви токму во оваа недела на православието. Тоа торжество на сите нас кои еве толку векови живееме после внесувањето на иконите во црквата, ни дава обврска. Не само да ги чуваме иконите, туку да знаеме смислата на иконичноста во црквата. Не може да чуваш нешто ако нема смисла. Може да чуваш нешто и да го дадеш дури животот за нешто што има смисла. А иконите во црквата имаат смисла. Зошто ќе рече човек? Му текнало колку има разлика меѓу иконите од една црква во друга, па му текнало на еден зограф вака и го живописал Свети Никола, другиот поинаку, третиот поинаку Свети Ѓорги на коње, четвртиот како маченик со копие без. Зошто да има тоа толку значење? Затоа што ние, браќа и сестри, сме икони Божји. Значи, смислата на иконичноста добива значење токму затоа што Господ Исус Христос се овоплоти. Ако тој не се овоплотеше, не примеше тело, во право ќе беа евреите и муслиманите кои велат не прави идол или слика на Господ, како може да направи? Кој го видел Господа? Ама наши предходници апостолите го виделе Господа. Тој тело примил, се родил на Божи, го славиме неговото рождество. А ако тој како икона на Бога, Оца, се роди и прими тело, па можеме да го опишеме со бои, тогаш можеме да го нацртаме, тогаш можеме и другите светители кои се во Господа да ги опишуваме со боја и со форми. Затоа е оправдано присуството на иконите во црквата. Ама толку овој денешен ден, неделата на православието, ми дава на сите мотив да ги почитуваме иконите. А не довршив може би дека сите ние луѓето сме икони, а икона што значи? Несовршено уште прототип. Значи, се уште се обработува, се образува, за да стигне до конечната цел. Ние сме такви луѓето. Може да каже некој дека е совршен и дека постигнал се што треба во овој живот да се постигне и во вечноста. Нема такви луѓе. Ако нема, тогаш ние сме икони. Икони кои треба да постанат прототипови. Затоа ги почитуваме иконите. Значи, кога имаме во предвид што е икона, не е само ова дрвото на кое е опишан некој лик. Вели еден православен теолог уште подоста одавна, пред неколку векови. Немојте, вели, да ме терате да се клањам на дрвото. Ама јас се клањам на крстот кога има форма на две греди кои се во форма на крст. Затоа што го почитувам страдањето Господово. Затоа се клањам на крстот. Ама ако тие две греди од дрвото се раздвоени, јас ги ставам во печка и ги горам. И тоа така ние правиме, значи ние почитуваме материјата.
Не се клањаме пред материјата, туку се клањаме пред образот што е во материјата или на материјата изобразен. Значи, на ова дрво на кое се иконите опишани, не му се клањаме на дрвото, се клањаме на ликот на праобразот кој е опишан на иконата. Дали е тоа Господ Исус Христо, дали е Пресвета Богородица, дали е некој од светите, али нив им се клањаме, значи, затоа што ги сметаме за личности на кои треба да им изразиме почит. Ама ако е само дрво, ако е само гола материја, ако е само боја, не се клањаме на тоа. Ние не сме идолопоклоници да се клањаме на нешто што е створено, туку се клањаме на Господа кој дава нестворени енергии за постоење. Затоа, браќа и сестри, многу е важен денешниот ден, зашто нас луѓето не прави да се доживуваме, да сваќаме дека еднаш ќе бидеме богови по благодат. Нема да бидеме богови како што е нашиот Господ. Не можеме, тој има друга природа од нашата. Ама можеме по неговата благодат да се обожуваме. Тоа го славиме и во иконичноста. Иконата секогаш да имаме на ум дека е нешто несовршено, дека нешто кое треба да постане совршено. И затоа сметаме дека и ние сме икони. Не сме совршени, не сме во полна форма каква што треба да се јавиме. Ама, со Божјата помош, со нашето залагање, ќе се јавиме еднаш и некогаш, не знам кога, како совршени битија. Тоа е нашата цел. Затоа, браќи и сестри, да се потрудиме секогаш да имаме на ум дека Господ е онај кој не обожува. Ама материјата која ја носиме и ние, материјата која ја носат иконите во црквата, е материја која исто така се обожува. Заради тоа што сме ние обожени, не обожува материјата нас, ние обожуваме материјата. Кога велам обожување, далеко од онај збор кој се употребува секојдневицата, кога некого го сакаш или го почитуваш и велат го обожуваш. Не, тоа е замена комунистичка за да го обезвредни највредното нешто. А тоа е највисокото нешто што може човек да го направи, обожувањето. Да стигне, значи, до величината да биде Бог по благодат. Тоа е обожување, не е обожување дека некого го сакаш или некого го почитуваш до таа мера и велат го обожува тој. Не, тоа не е обожување. Обожување е кога стигнува преку постепени чекори човекот до совршенство. И станува Бог по благодат. Нека Господ ни даде на сите да бидеме богови по благодат, зашто тоа е и волја и желба негова, а само нашиот труд не достига, нека ни помогне во тоа да биде волјата негова во сите векови.